Бизнис секторот незадоволен од новиот предлог закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси. Спорниот дел за бизнисмените е заштитата на јавниот интерес при правењето сделки со државата. Председателот на Стопанската комора Бранко Азевски вели дека со ова законско решение не се расчистува овој проблем. Јас не сум задоволен од ова што го слушнав денеска од новото законско решение, како што тоа го потенцира заменик премиерот господин Тандјушев. Ќе бидам прецизен и ќе кажам зашто. Не гледам напредок во расчистување на таа работа. Свое незадоволство околу овој закон покаже вице-премиерот за економски прашања Кочо Андјушев, кој во низа наврати во метод период се најде во центарот на вниманието во низа скандали, каде компании во кои тој е дел од сопственичката структура добиваат тендери од државата. Подпредседателот во владата на Заев се согласува со Азевски и според него заштита на јавниот интерес исто така е проблемот во овој закон. Тој праша дали е јавен интерес доколку една компанија не смее да учествува на тендер, а поради тоа државата мора да плати повеќе. Мислам дека треба подлабоко тука да се истражува. Дали е заштитен јавниот интерес ако вие направите да некоја компанија во Македонија, бидејќи некој од сопственичката структура на таа компанија има некаков процент удел, ја спречите да учествува во конкурентниот процес, а ние сме мала држава и ограничен е бројот на производители, и после тоа државата плати поскапо поради тоа. Дали тогаш е заштитен јавниот интерес? Јас би рекол не. Кога е во прашање, еден од најгорливите проблеми во државата, корупцијата, бизнис секторот одговорноста ја бара ка извршната власт. Азевски даде предлог да се укинат управните одбори на јавните предпријатија, велејќи дека секој таму оди за да биде подкупен. Зборуваме за корупција. Ајде денеска сите да кренеме рака, знаеме кај е корупцијата. Предлог од овде да ги укинеме управните одбори на јавните предпријатија. Таму е корупцијата. Сите одат таму, се редат за да бидат подкупени. Во изготвувањето на предлог законот од кој незадоволство покажува бизнис заедницата, вице-премиерот Андјушев кажа дека учествувал само со гласање во владата, а дека во неговиот текст учествувале други. Инаку чекајќи да се донесе новиот закон, Република Македонија 9 месеци е без антикорупцијска комисија.